Процедурално се јавувам за вашето водење на комисијата денеска и сама знаете дека, како што и кажавте, дека треба да ги опомените, за разлика од која политичка партија доаѓаат дискутантите. По однос на тоа што беше искажано, јас само ќе искоментирам дека секој своите политики на начин на кој што ги води, го цени народот и легитимитетот го добива и не го добива на изборите. Одредени погрешни политики што сметале граѓаните дека ВМРО-ДПМНЕ ги имало, ги казнило на избори и тоа е тоа. Мене ми е само жал што професори во високообразовни установи замижуваат пред фактот дека, за жал, оваа концепција поентата на оваа концепција е да се укине историјата и да оди во прилог на бугарските политики кои што се асимилаторски и одат кон непризнавање на нашиот народ, јазик и нација. По однос на процедурата, би сакала да ве потсетам, почитувана колешке, уште една, да кажеме на по новите колеги, дека во оваа сала и точно оваа комисија за образование, по однос на еден закон, додека бевте опозиција, врз основа на пријавување на процедурална забелешка, значи не беше дури ни изгласан дневен ред, можете, имате стенограми, имате видеа, можете да видите. Оваа комисија траеше 100 дена, секој ден. 100 дена на процедурално се јавува сегашната власт, а тогашна опозиција. Процедурално 100 дена. Па се видите кој ја злоупотребува алатката процедурално, кој најмногу ја злоупотребувал, ако воопшто треба нешто такво да мерим. Јас кажав на почетокот. Не е завршена првата оваа седница, не е завршена затоа што нема заклучоци. И толку. Не е завршена. Председателката вели дека не е допрецизирано тоа во деловникот, но, еве тука ќе завршам. И председател на собрание, без разлика кога, и председател на работно тело, доколку нештата не се допрецизирани во деловникот, се повикуваат на парламентарна пракса затоа што јавната расправа, секоја јавна расправа се свикува за да некакви заклучоци законодавниот дом донесе. Тоа е. Така да, почитувани колеги, оваа комисија и оваа сала 100 дена по однос на процедурално траела, не се сеќам точно која година беше, во моменти кога токму вие сте биле опозиција. Сега сме ние опозиција и имаме право, бидејќи и тоа да го нагласам, оваа комисија нема посебен правилник и деловник, како што е да речеме Комисијата за финансирање и буџет, во кој што ни се ограничени нашите зборувања временски, така да можеме да ја држиме колку што можеме, колку што сакаме и не сме ограничени временски. Еве ќе ве потсетам, исто така за еден закон, председателот сегашен на собранието молчеше. Читаше книги, поезија. Тоа е начин на искажување на ставот на пратеникот. И тоа не е забрането. Тоа е дозволено. Впрочем, пракса и во другите западноевропски држави, ако ги следите парламентите. Така да ќе ве замолам, ова што ние го говориме е наше право и наша обврска. Дали сме во право, колку сме во право, дали не сме во право, ќе цени јавноста. Благодарам председателке, тука завршувам.